Објективите на нашите камери се отворени за уште една интересна приказна, а велат кога станува збор за модата и за трансформацијата на жената, тогаш објективите на вистина се смеат. Верувам дека е така, затоа што ќе зборуваме за трансформацијата на урбаната жена, за трансформацијата на руралната жена, за онаа која што е деловна, за онаа што е која е елегантна, затоа што се што значи мода е буквално рамно на уметност. А мојата соговорничка вели, секоја жена може да биде кралица, а секоја креација може да биде врвна уметност. Добре ни дојде во емисијата, Елена драга. Многу ми е драго и ми е чест што еве тука сум заедно со тебе. Благодарам многу што дојдевте во нашето ателие. И се гледаме после подолго време, можеби. Да, ама да им откриеме на гледачите дека денеска имавме навистина едно убаво патување за да видиме како практично изгледа руралната жена, како изгледа онаа која што ги работи и машките работи, па кога ќе се најде на градилиште има и заштитна капа и еве буквално од терен дојдовме тука. Браво, да, така. Иако морам да кажам во сите улоги ние сме жени и сепак. Меѓутоа да, имиджот ни е таков, имавме еден прекрасен ден, ги поминавме сите да кажеме дневни станици, што можеби Елена Лука ги работи и како дел од мојот живот. И градилишта, и изведба, и мода, и креирање, и сето тоа. И голема чест ми е што сум денес со тебе како не само мој добар соработник и заедно со Македонската телевизија, меѓутоа и мој одличен добар пријател. Ти благодарам многу. Сега, знаеш, кога ги гледам овие фотографии од другата страна, ми навираат спомени точно на нашата соработка, која што трае децении и децении. Буквално почнавме од една мало место каде што беше место за недвижнини, меѓутоа твојата визија и твојот брилјантен ум ни покажа дека од нешто мало може да се направи цела една индустрија. Уште од тогаш имаше визијата дека една жена, ако науми нешто и ако има за тоа добар концепт, може да се направи? Па добро, да. Запознав едни прекрасни жени во тоа време и мислам дека ништо не е случајно. И моја нада е една од жените денеска работи во Елена Лука, тоа помага, е добар мој пријател, се пронаоѓа овде во целата оваа креација. И тие жени сите беа ракотворки, би рекла, и имаа посебни таленти, случајно се запознавме. И некако дојдов на идеја да направам една работна единица. Жените не можеа да се реализираат во сите своји таленти и тие изведби кои што ги работеа, рачни работи на повеќе нивоа. И се договоривме да направам една мала единица, можеби, во која што ќе ги сместам сите тие нивни трудови и тоа ќе има една легална форма, една регистрација пред законот и секаде и да направиме можност тие да ги продаваат тие дела. И сето тоа така почна. Ја мислев тоа нема да ми биде некоја голема обврска, бев воодушевена од талентираните жени кои што често се среќаваа со мене, доаѓаа кај мене во канцеларија во тоа време во градежништвото. Меѓутоа се почна од овдека и веднаш можеби таков карактер сум јас кога ја запознав материјата на создавање. Од и како дете порано сум работела доста во креации лични и некаде на 20 години има своја работна единица, свој бутик, би рекла, за текстил, продавав женска облека, така да ми беше позната веќе таа материја колку толку. Кога ги запознав сите тие жени, едноставно се пуштив целосно и во таа дејност дојдов на идеја да направам и своја собствена линија, каде што жените ги вклучив исто да ги прават рачните доработки. Меѓутоа, после тоа стана многу посериозна приказна, каде што бараше професионални дизајнери, моделари, кроачи, шивачи и сето тоа и така почна целата идеја. Да, тоа беше почетокот на приказната, меѓутоа некаде можеби на самиот почеток дојдоа наградите од надвор, честитките, жена на годината, успешен бизнисмен на годината, менаџерка на годината. Да. И сето тоа некако нас не зближи меѓу тие манифестации да почне соработката со Македонската телевизија. Гледајќи ги овие слики, случајно вчера додека се подготвувавме, ми падна од мојата библиотека сликата со Груповиќ, со Натали, каде што имаше, не знам дали ќе се повторат тие две венчаници уште една. Се сеќаваш, едната беше поромантична да не може да биде, а другата беше со цветови сместена токму во овој агол овде. Се сеќаваш на тие проекти што ги правевме? И се сеќавам дека со таа венчаница затворивме и некоја модна ревија, исто имавме и некое гостување низ Скопје и во општина Аеродром, некој посебен настан имаше. Реално таа беше лично моја креација на венчаница и Натали ја носеше. Преубаво изгледаше една сериозно убава тантела и мешана со пинкова нијанса, беж. Многу добро се сеќавам. Беа ангажирани и сите амбасади, амбасадорите од една страна, делот го водеше точно Грубовиќ, така и беше хуманитарна, со хуманитарна цел. Модна ревија во која што Македонската телевизија во живо пренесуваше од општина Аеродром, а собраните пари, средства одеа во хуманитарни цели.
Така е. Со телето njavување. Реално, да, се сеќам. Во принципи имаше доста такви проекти кои што ги работевме И во заедно. универзалната сала уште еден проект. Секако. И реално успехот на Елена Лука за да биде толку сјаен, убав и во континуитет да се развива, сум многу благодарна на македонската телевизија и на целата таа поддршка која што ја даде и вашиот менаџерски тим и вие како новинари и како мои блиски пријатели, затоа што сметам дека ја разбравте приказната на Елена Лука и концептот и емоционално и духовно се доживеавме и мислам дека завршивме голема работа и во делот на донациите и на помош на луѓето. И сите вие се реализиравте и како луѓе, затоа што ја носите таа прекрасна душа и мислам дека Бог ги спои работите едноставно и бевме дел од многу такви манифестации и хумани настани. Меѓутоа таа во универзалната сала реално не можем да ја заборавам, затоа што тоа беше огромен настан и собравме големи средства, каде што учествува Сеќаваш колку многу познати ликови. околу стотини познати жени од сите сфери на делувањето во Македонија, се сеќам. Ти доаѓа вака желба да направиш уште еден таков проект? Секогаш. Да? Секогаш. Реално ние работиме и сега многу проекти. Меѓутоа, баш би сакала да направам нешто грандиозно, големо, каде што можеби најмногу во тие моменти се манифестира големата љубов на многу луѓе во државата и каде што мислам дека сме посебно сплотени. И тоа се вечери и денови кога се потсетуваме на вистинските вредности. И затоа можеби сакам премногу да направиме таков настан, едно за да помогнеме на луѓето, а второ и за да се споиме сите конечно и да се потсетиме дека можеби денеска сме дури и подобри луѓе. Реално. Дека има многу љубов меѓу нас. Зборуваш за љубовта и за духовноста и кога рече Бог не спои, сега мене веднаш ми текнува на уште еден настан кога направивме исто така телето ни емисија во живо за помош на манастирот Бигорски. Да. Па добро, имало многу настани, реално. Бигорски... Настани кои што ни беа заеднички, меѓутоа настани кои што потекнува, затоа велам, твоето визионерство и твојата визија, твоето подарување и дарување, буквално ние сите го препознавме уште од првиот момент на нашата средба. Па му благодарам на Бог како било така и мислам дека беше така. И реално не би зборувала многу сега на таа тема, мислам дека тоа се енергии, тоа се некои димензии кои што многу не зависат од нас и дека можеби ние сме само инструмент преку кој што поминува некоја возвишена цел и волја и љубов и ние треба да ги реализираме нештата во функција на општеството, на пријателите, на ближните наши. Ама сум сигурна дека ништо не било случајно. Кога зборуваме за македонската мода и кога зборуваме за македонските дизајнери, секогаш сме зборувале на тема дека Македонија како општество, како држава, македонската телевизија како медиум треба да им даде рака на домашните дизајнери и многу повеќе да имаме соработка со домашните дизајнери отколку да речеме да купиме некое брендирано парче кое што ќе може да се најде на запад за 20 или 30 долари, меѓутоа нема да го имам идентитетот како што дизајнерот тоа ќе го посвети на водителот, на новинарот, на секоја жена. Така е, реално тоа е затоа што можеби македонскиот клиент нема доверба во македонските дизајнери. Немаат информација, немаат доволно запознавање со квалитетот на тоа што ние го работиме. Сега, реално да бидам, има и навистина доста македонски дизајнери кои што слабо реализираат мода во Македонија, не внимаваат на квалитет, не внимаваат на изведба, тоа се ситни од блесоци, ќе се појават па ќе ги снема, фали континуитет. Затоа што модата е скапа работа. И за да работите мода, треба навистина многу да инвестирате и многу да ја сакате дејноста и да се едуцирате секојдневно. На многу модни избиднувања овде што се случуваат во Македонија сте поканети како специјални гости со дел од вашите ексклузивни модни реви. Последниот пат беше нашето снимање или нашиот запис, видеозапис, меѓутоа ова што се случи пред извесно време во Тетово навистина беше една едно за оние кои што ја познаваат модата, ќе речат вистинско сладокуство. Тетово беше импозантен проект, затоа што се работеше во тешки околности. Тоа е, да кажеме, сепак еден деловен центар. При тоа таму има посебни правила, има многу брендови, делот молот нормално. А да постигнеш естетика некоја и делот една квалитетна ексклузивна презентација на писта беше многу тешко. Затоа што требаше да има соодветно светло, една убавина, сензибилитет. Многу скап проект, скапа ревија.
Меѓутоа мислам дека постигнавме ефект, иако можеше да биде многу подобро доколку го направивме сето тоа индивидуално во некој простор кој што ќе беше соодветен на тоа што се сакавме да го понудиме таа вечер. Без обзир на се, мислам дека понудивме светски интериер, светска мода, над 100 модели продефилира на писта, одлични гости, многу нови пријатели во тој дел на Тетово и гостивари и во околината, и од Косово, и од Бугарија, и од Србија. Впрочем, ние со тој дел работиме со години и беше убаво. Кога се појави Твиги како модел, мислам дека почна да се следи една линија на жени кои што ќе бидат со помалку килограми, така цела една светска модна линија ги правеше своите модели. Инаку за вели за модата треба постојано да се следи, модата е рамна на уметност, модата е нешто кое што треба постојано да се вложува и велиш модата е навистина скапа работа. Но потоа пак дојдоа некои други времења каде што ќе сакаме да видиме повторно облините на жените, па отиде во друга крајност за плюс сайз. Меѓутоа, еве, те гледам како естета, како човек се трудиш да ги задоволиш потребите на секоја жена. Затоа и спомна во најавата од руралната до она еманципираната и до она урбана градска жена, каде што му ќе може да се најде секое парче од она што е веднаш носливо или она што треба да се направи за неа. Жената во суштина е уникатна, сензибилна, секоја жена има убавина, има осет за естетика и сето тоа. Нормално постојат светски тенденции во однос на изгледот на тој шеип на жената, на формата, на конституцијата на жената и се фаворизира одреден тип на женската убавина согласно идејата светска од сето тоа е еден голем бизнис, па дали ќе бидеме во категорија на ултра слаби жени и ќе ги фаворизираме нив од одредени причини, како и мотото less is more или ќе биде сега не знам огромни облини, да, затоа што тоа не знам го бара пластичната естетика и тоа отвара други можности за бизнис, па сега форсираме таков развој на екстремни облини и на сето тоа и го правиме дека тоа е естетика. Во принцип, ја мислам и дека во анатомија на жената, зависно од географијата каде жената се наоѓа, точно се познаваат здрави параметри, што значи добра анатомија на женско тело и тие си имаат некои соодноси на распонот на женската убавина, на женската линија. Меѓутоа, без обзир, секоја жена верува во одредена идеологија и во изгледот, и во конституцијата, некој сака да има огромни облини, па работи на тоа, на додавање. Ги почитувам сите правци, некои ултра слабеат, затоа што сметаат дека сакат да изгледат многу слаби и така натаму. А сето тоа потоа и да го зачинат со една втора кожа, со еден втори изглед, со една убава естетика, која што ќе кореспондира со карактерот на жената и при тоа да извадиме максималната убавина на таа жена на површина. Реално ние би биле само извршители или да кажеме голем минус во нашата дејност доколку не наметнуваме собствен стил, онака како што сметаме дека треба да изгледа жената и по боја, и по форма, и по генерална естетика, и по дизајн. И затоа форсираме наша мода. Нормално, не правиме притисок, меѓутоа советуваме онака како треба една жена да изгледа, за да биде при тоа убава, здрава, да се чувствува добро, меѓутоа и да има функција самата облека. Како архитект, како дизајнер, како уметник, може ли да ни кажеш што ќе биде актуелно во периодот кој што следува? Кои бои, какви материјали? Дали тоа ќе биде нешто што ќе ги стакнува линиите на телото или пак ќе бидат благо следење на облините на телото? Па добро, сега модата оди секогаш во повеќе правци, поготоа и ние работиме повеќе линии. Веќе ги работиме тие колекции за пролет-лето, во кој што ќе има доста, да кажеме, и плиш од тип и на спортска облека, меѓутоа со луксузен изглед, со многу додатоци на нив доработки, меѓутоа и свила и сатен, комотни комплети кои што ќе имаат широки халини со кошули. Мислам дека ќе бидат многу практични и за работа, меѓутоа и за излегување во некоја доса, затоа што можеме да и мораме да разбереме жената во незината и интелектуална способност и капацитет. Сите скоро жени сакат да работат на себе и на бизнис свој и интелектуален развој, така да и таа функција сме ја задоволиле. Од друга страна, имаме линии кои што се, да кажеме, свечени и следат и линија, меѓутоа и може да имаат и комоција, така да имаме два типа исто на облеки, зависно од на секое тело не прилега секој модел, морам искрена да бидам и да кажам, и затоа во повеќе правци ги правиме нашите линии. Боите кои што се актуелни, секогаш имаме црната боја, таа веќе боја што е класика и е соодветна како и белата, меѓутоа и пастелни бои како пинкот, зелена, светла боја,
Значи и многу светкави материјали, рачно работени монистри, исто доста нијанси на голд. Така да мислам дека ќе биде оваа многу интересна сезона и ќе имаме добра презентација некаде во март на сето она што го работиме за предстојните сезони. И се надевам ќе дојдете, ќе не проследите Сигурно. И ќе ја носите Елена Лука, нормално. Сигурно. Да. Сакав само да те прашам сосема за крај, нели сегогаш велиме круната некако да ја ставиме на крај за да испратиме порака кај сите гледачи и кај оние кои што се вашите клиенти. Дали е пораката можеби да се поддржат македонските дизајнери во однос на нивните реви, во однос на нивната достапност, во однос на нивната работа, а посебно во соработката со медиумите. Дизајнерите точно треба да знаат како треба да изгледа секој медиумски представник од било која куќа. Значи треба да знаете како треба да изгледа човек кој што води вести, кој што води дневник, како треба да изгледа некој кој што води дебатна или панел дискусија, како треба да изгледа некој кој што води забавна емисија. Точно, тоа е дрескод како и во сите други делови, така и во делот и на медиумите, и вие како новинари, презентери, секојаш треба соодветно да изгледат. Реално модата бара многу сериозен ангажман, поготово последните години кога го забрза темпото на изведба и каде што не може веќе да поминеме само со 4 колекции годишно или значи бара едноставно сериозна брза динамика на работење и да се најде начинот како да се пласира сето тоа. Природно стандардот е многу битен каде што се продава и тој дава еден фидбек во кои граници треба човек да се движи локално на продажбата. Меѓутоа и наша работа, како луѓе што се занимаваат со модата, е пак да бараме и трети пазари, каде што ќе можеме да го пласираме сето тоа што го работиме. Така да Министерството за култура може да поддржува и тоа треба да се направи, таа иницијатива треба првим да постои на ниво на дизајнери. И јас мислам дека порано имаше и асоциација на модни дизајнери во Македонија. Знам уште јас кога почнав да работам, сакав да стапам во контакт со председателот, со сите тие луѓе кои што веќе беа во организации и го организирале тоа као асоциација. Меѓутоа, соработките не се многу квалитетни, не се многу гласни и немаат континуитет. И мислам дека треба да работиме на тоа. Еве, ние како бренд направивме и наша модна платформа Medium, fashionel.com, сите го знаат, онлайн модна платформа. Сега исто ќе работиме и на печатен медиум, исто тако Fashionel на 10 годишнината практично почнуваме и тоа да го работиме. И даваме можности секој македонски дизајнер да може да се изрази преку нашиот медиум, да зборува за својата мода, за идеите, за иницијативите, за наредни колекции, за замислени модни приказни. Меѓутоа нема толку голем одзив колку што треба да има. И затоа сметам дека вие како квалитетни новинари, посебно ти и твојата екипа, сметам дека може да се прават такви иницијативи каде што ќе се собереме повеќе дизајнери во делот на работењето и ќе разговараме на таа тема и како да станеме поквалитетни и пообединети. Се радувам на настано што ќе се случи во март, а уште повеќе на нашата соработка. Еве, од овде нека тргне пораката, па понатаму ќе ги следиме низ нашите емисии. Така е, благодарам. Ние и така сме работеле како со вас и како новинари и со вашиот медиум. И понатаму ќе работиме на вашиот изглед и на комплетната концепција модно што треба да се случува во вашите емисии. Така да тука сум уште еднаш, голема беше честа моја што си денес овде, многу те сакам, знаеш. Очекувам понатаму да се дружиме секако и да следите работата на Елена Лука исто како што јас ја следам вашата. И поздрав до македонската телевизија и овој прекрасен тим што беше денес овде. Чувството е заемно, тоа го знаеш. Ви благодарам.